Министерот за образование Адеми денес во штип пред директорите на основните училишта ги презентираше новините во Законот за основно образование. Да, за физичко образование ќе имаме тандем наставници. Покрај оделенски наставник ќе има и наставник кој е квалификуван за одржување на настава по овој предмет. Исто така се предвидува и намалување на бројот на ученици по една паралелка. Ако максималниот праг бил до сега и се уште е 34, се предвидува 30, минималниот праг од 24 се намалува на 20. Дополнително, со друг закон, Адеми вети и подобрување на статусот на наставниците. Можам слободно да констатирам дека недостасува поддршката од државата, од институциите за професионален развој, за обуки, за досовршување на нашите наставници на што поквалитетен начин да ја организирате наставата. И според нивните постигнувања, достигнувања и резултати ќе имат можност да бидат унапредени, а не како што било досега од првиот ден на работа па се до времето на пензионирање да нема никакво унапредување, а тоа влија и во мотивираноста на нашите наставници. Сепак, понуденото нема да ги реши суштинските проблеми во основното образование, зашто измените не нудат решение на клучниот проблем на училиштата – реонизација. Осипување на бројот на децата во одредени училишта, пренасочување на истите во други, да речеме, градски или централни училишта, каде што бројот на паралелките е помал, за разлика од нашите. Значи, конкретно во моето училиште, од дадениот број на првооделенчиња оваа тековна година, само околу 60 се запишани без учениците од ромската популација. Сеа ова, денес му беше презентирано на министерот Адеми и директорите со право очекуваат нивните забелешки да бидат вметнати во нацрт законот. Дали ќе биде и така е друга работа, но суштината на денешната средба беше токму таа, да се слушнат забелешките на оние кои директно работат во училиштата.